Недостасуваат 1,1 евра за да се сервисираат обврските. Буџетската дупка расте, а владата ја полни со нови задолжувања. 10 милиони евра свежи пари планира да собере државата од новата обврзница. Македонија чекор пред задолжување од половина милиарда евра кај ММФ. Над 10 милиони евра повеќе ќе плати државата за повторното издавање на 9-та евро обврзница вредна 500 милиони евра. До собранието достави предлог закони со кои планира до крајот на годинава да се задолжи со нови над 700 милиони евра. Нова еврообврзница во игра. 24 милиони евра пари на граѓаните кои завршија кај државата од овој инструмент за задолжување. 530 милиони евра, кои Меѓународниот монетарен фонд ги одобри на земјава. До крајот на годинава ќе се задолжи за 502 милиони евра наместо првично планираните 350 милиони евра. На граѓанска обврзница од која државата кај граѓаните се задолжи 25 милиони евра. Земјава ќе се задолжи за 530 милиони евра кај Меѓународниот монетарен фонд, како и дополнителни 20 милиони евра кај Светска банка. Владата планира да земе 50 милиони евра од Француската агенција за развој. Владата пред 2 недели си донела нова одлука и си дозволи поголемо задолжување на домашниот пазар. Инаку јавниот долг на Македонија продолжува да расте и во моментов надминува 8,3 милиарди евра. Два заема по 175 милиони евра. Земјава сака да издаде 4-годишна еврообврзница, вредна околу половина милиарда евра. Минатата недела до пратениците беа доставени два закони за задолжување со европско знаменце. А се поголемиот број задолжувања го билдаат јавниот долг. Бесими денеска најави наскоро издавање на втора граѓанска обврзница, што ќе биде вкупно четврто задолжување годинава. Односно 100 милиони евра, финансии ги обезбеди од инструментот за макрофинансиска поддршка на Европската комисија. 5 милиони евра да позајми од Европската банка за обнова и развој. Земјава вчера ја издаде 9-та евро обврзница во вредност од 600 милиони евра. Но што се случува со 100 милиони евра од ДБРД? 100 милиони евра се обезбедени со кредит од ДЕБОР. 93 милиони евра и дополнителни 90 милиони евра за кои нема образложение за што ќе се трошат. Власта со задолжувањата ја носи земјата во банкрот. Кон Меѓународниот монетарен фонд изнесува 900 милиони евра. Плюс 50 милиони евра од Банката за развој на Советот на Европа, која веќе е одобрена од 100 милиони евра и со Светска банка DPL со отприлика измеѓу 80 и 120 милиони евра. Во последните 5 години јавниот долг е зголемен за дури 3 милиарди евра. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме.